Претеникот Драган Данев кажа неколку работи кои што се важни за образованието, но едно нешто кое што не смееме да го заборавиме кога збориме за образование, а тоа е достапноста на образованието и на средното и на високото образование за младите луѓе. Да не заборавиме дека пред 2006 година над 100.000 млади луѓе беа надвор од образовниот процес. Токму затоа како влада го направивме средното образование да биде задолжително, за да немаме млади деца кои што се надвор од образовниот процес. Понатаму, за да го направиме подостапно високото образование, најпрви ја намаливме партиципацијата за студирање. Сите знаеме дека постарите генерации знаеме дека порано за студирање беа потребни 600 или пак 800 евра за партиципација годишно. За разлика од тогаш, сега студентите може да студираат за 100 или пак 200 евра. Со тоа, на еден начин, се овозможи секој млад човек кој што сака да студира, да може да студира, да не ги делиме младите луѓе по социјални категории, односно високото образование да биде достапно само за одреден број на млади луѓе од повисоките социјални категории, туку да биде достапно за сите. Токму затоа, освен намалувањето на партиципацијата за студирање, мораме да напоменеме дека ВМРО ДПМН и владата предводена од ВМРО ДПМН отвори 2 нови универзитети и отвори 30 факултети со што се направи уште подостапно високото образование за сите студенти. Потоа да не ги забораваме и дисперзираните студии кои што дополнително овозможија сите млади без разлика од каде доаѓаат, доколку имаат желба да го продолжат своето образование кога ќе го завршат средното, да го направат тоа. Освен достапноста, не смееме да заборавиме дека се стави акцент и на квалитетот на високото образование и на квалитетот на студентскиот живот. Квалитетот на студентскиот живот опфаќа повеќе сегменти. Со оглед на времето не би можел да ги издвоам сите, но би набројал неколку, бидејќи како влада направивме многу за да го направиме подобар студентскиот живот за сите студенти. Тука би ги напоменал најпрвин проектот превод на 1000 стручни книги, со кој проект овозможивме младите луѓе повеќе да не учат од скрипти, да не учат од книги од странски професори на странски јазик, дали било тоа српски, хрватски, англиски, како што било во минатото, туку да ги имаат најдобрите книги кои што се користат на најдобрите, најреномираните универзитети, да ги имаат достапни за да учат од нив. Потоа, за да ги мотивираме студентите, но и младите повеќе да учат, за разлика од неколкуте стипендии кои што може да се избројат на прст, за време на нашето владење како ВМРО ДПМН воведовме над 40 стипендии за најразлични типови на студенти, но и на средношколци. Со тоа се обидовме да ги мотивираме младите да учат и да остварат што е можно подобри резултати. Но освен домашните стипендии, им овозможивме и на оние млади луѓе кои што се успешни во своето образование, а сакаат да го продолжат на некој од 100 најреномирани универзитети во светот, да имаат можност да го направат тоа, бидејќи сите знаеме стипендиите за тие и школарините за тие универзитети се прилично големи, како влада и Министерство за образование им овозможивме да можат да студираат на тие универзитети и факултети. Кога збориме за студентскиот стандард, никако не смееме да ги заборавиме и студентските трошоци. Најчесто родителите пред 2006 година има многу главоболка, бидејќи имаше најразлични видови на студентски трошоци. Токму затоа ја намаливме партиципацијата за студентските домови, односно ги направивме студентските домови достапни за сите студенти кои што студираат од други градови, во Скопје, во Штип или во Битола. Исто така го воведовме проектот кој што беше доста побаруван од младите луѓе, тоа е бесплатниот јавен сообраќаен превоз за сите студенти на државните универзитети. Проект кој што го користат над 23.000 студенти и кој што на годишно ниво им заштедува
околу 12.000 денари на нивните семејства. Дополнително, во средното образование, колегата Драган збореше, но не смееме да заборавиме дека и во средното образование воведовме бесплатни учебници. За разлика од генерацијата кога што јас бев средношколец, кога се знаеше дека првата недела од септември ни е резервирана за да одиме кај Министерството за надворешни работи да ги продадеме своите стари книги за да имаме можност да купиме нови книги, сега повеќе не е така и сите средношколци имаат бесплатни книги нови од кои што ќе можат да учат. Во однос на мотивирањето на студентите и на средношколците да учат повеќе, не смееме да ги заборавиме и сите читални и библиотеки кои што беа изградени и направени во изминатиот период, се со цел оние студенти кои што сакаат да учат, односно практикуваат да учат не дома, туку во некој од библиотеките, да имаат некоја библиотека поблиску до нив. Оние студенти кои што не учат, не студираат во својот град, им овозможивме секоја прва и трета недела од месецот бесплатен железнички превоз. Оваа мерка не ги опфати само студентите и средношколците, ги опфати и сите млади до 27 години, но оваа мерка беше највеќе користена токму од студентите кои што учат, студираат не во родниот град, па преку викенд сакаат да ги посетат своите најблиски. Секоја прва и трета недела го прават тоа во моментов и над 80.000 млади имаат исто така искористено оваа мерка. Така да на еден начин овозможивме достапност на високото образование, но им дадовме и можност да го практикуваат високото образование, да го учат сите оние кои што сакаат да бидат студенти, но и ги мотивиравме сите млади студенти да учат и да имаат што е можно поголем успех во своите студии, кој што се разбира понатаму ќе им помогне при наоѓањето на работа и така натаму. Кога збориме за високото образование, не смееме да ги заборавиме и студентските домови. Ние направивме реконструкција на 2 студентски дома во Скопје. Најавивме промена на мебелот во сите студентски домови, која што постапка и проект е веќе во фаза на реализација. Дополнително и најавивме 3 нови студентски домови, 2 студентски дома во Скопје и 1 во Тетово, со што уште повеќе ќе се зголеми студентскиот стандард. Значи, ова се само дел од проектите кои што ги опфаќаат студентите и с проекти со кои што им го направивме полесно високото образование, подостапно и им дадовме можност на сите млади без разлика од каде доаѓаат, каков им е нивниот социјален статус, да имаат можност да продолжат со своето високо образование. Да не заборавиме дека, за жал, јас се надевам дека ќе се поправи тоа во иднина, за непол месец од нивното функционирање, Министерството за образование и сегашната министерка Рената Десковска се однесуваат, за разлика од нас кои што се обидувавме да правиме проекти, мерки и реформи за да го подобриме образованието и за да направиме подобри услови за студирање, се однесуваат дереформаторски. Односно, гледаат да укинат сето она кое што е донесено од ВМРО-ДПМН, без притоа најпрвин да направат анализа кои се резултатите од тие проекти и уште поважно да направат дебата која што многу ја зборат во последниот еден месец, но за жал во образованието се уште не ја практикуваат. Така да се надевам дека таа транспарентност која исто така ја зборат ќе ја реализираат во иднина и студентите, но и средношколците ќе бидат прашани за работите кои што се поврзани со нив и кои што нив лично ги тангираат. Јас исто така се надевам дека новата влада ќе има слух за потребите на младите и ќе има слух за сите оние проекти кои што
ги најавивме во нашата програма реално и кои што преку најразлични иницијативи ќе ги доставуваме до собранието, каде што се надевам дека ќе бидат прифаќани, преку кои што се разбира ќе се подобри студентскиот стандард и образованието во Република Македонија, бидејќи ќе напоменам 26 проекти кои што ги најави СДСМ во нивната програма, можеби се добри проекти, но не се доволни за да се подобри образованието за сите млади и мислам дека ќе треба да прифатат дел од проектите кои што ние ќе им ги понудиме како решение на студентските и средношколските проблеми во наредниот период.